Добар ден, почитувани, ја следите најновата Телма амбуланта. Крвните садови што се наоѓаат на двете страни на вратот се наречени каротидни артерии. Болеста на каротидите доведува до мозочен удар, без предупредувачки симптоми. Промените на артериите на вратот ги открива едноставен преглед. Каков? Што доведува до болеста на каротидните артерии и дали може да се излекува? Ќе прашаме доктор Маја Шушлевска-Павковска, кардиолог од ПЗУ доктор Маја Шушлевска. Разговорот ќе го проследите по рекламите, како и обично ќе имате можност и вие да поставите ваше прашање во емисијата. Останете на Телма. По денешната Телма амбуланта апострофот ќе биде ставен на болестите на каротидните артерии на вратот. Може ли навремено да се препознаат симптомите? Ова прашање ќе го упатиме на доктор Маја Шушлевска-Павковска од ПЗУ доктор Маја Шушлевска. Докторке, добре ни дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Каротидните артерии се наоѓаат на двете страни на вратот. На нив можеме да го напипаме, да го почувствуваме пулсирањето на срцето. Па за какви крвни садови станува збор? Големи, мали? Станува збор за големи, всушност регионални крвни садови, како што се и крвните садови на нозете. Значи напојуваат одреден регион. Тие се дел од кардиоваскуларната циркулација, излегуваат од аортата, со тоа што десната каротидна артерија најчесто по тип на анатомска варијанта излегува од заедничкото стебло кој го нарекуваме трункус брахиоцефаликус, значи заедничко стебло за која напојува главата и десната рака, додека левата каротидна артерија излегува директно од завојот, од аркусот на аортата. Тоа се големи всушност крвни садови кои ја одразуваат циркулацијата и на лицето, но и на мозокот. Мозокот е орган од највисок ред, значи примарен орган е, кој има тип на циркулација која е ниско резистентна. Тоа значи дека органот е постојано во таква состојба да во него мора континуирано да циркулира крв. Значи нема регулација која што може во дадена ситуација да ја намали, како на пример спрема артериите на лицето. А бидејќи лицето се мускулатура, очи, носот и така натака, и тие органи можат да обстанат со намален проток, односно да настане регулација на крвните садови со вазоконстрикција, која што ќе го смали во даден момент, на пример кога одиме на ладно. И затоа ние лицето всушност поладно кога излегуваме, или на пример рацете, бидејќи организмот обавува терморегулација со цел презервација на температурата. И заради тоа всушност штеди и е намален протокот низ мускулите. А знаеме дека во летниот временски период напротив крвните садови се проширени за да може преку зголемената циркулација и напојување на кожата и на мускулите да се оддаде топлината и всушност да се заштити организмот од презагревање. Во овој контекст мозокот е доминантен орган. Тука нема штедење. Нема штедење, мора да има постојана циркулација. Устен проток. Токму така, и тоа ние го забележуваме кога правиме доплер на крвните садови, на каротидите. Докторке, но понекогаш овие крвни садови може да се стеснат и да дојде до нивна стеноза. Што го предизвикува овој проблем? Како и сите други крвни садови, и каротидните артерии се подложни на промени, се подложни на патолошки заболувања. Тоа значи дека нивната анатомија, во која што нивната внатрешност облогата со ендотелот е предмет, е субјект на субстрат, всушност на патолошки процеси, најчесто на атеросклероза. И во неа се наталожуваат материи кои навистина прават и анатомска, но и физиолошка промена на функцијата на ендотелот. Тоа значи дека се билда или се наталожуваат материи кои предизвикуваат инфламација. Организмот ги препознава како имунолошкиот систем како туги. Настанува всушност на некој начин еден внатрешен оток. Тој оток може да прогредира, а може и да спонтано, зависи од степенот на инфламација, да зацврсне и да калцифицира. Па ние да гледаме еден белег на некоја стара атеросклеротска повреда. Меѓутоа, доколку плаката заради инфламацијата која е нејзина причина навистина расте и се зголемува, тогаш луменот, внатрешноста на крвниот сад, станува потесен и всушност настанува намален проток во таа регија. Тој проток е патолошки променет, станува турбулентен, значи нормално срцето континуирано пумпа и на местото каде што има стеноза се случува буткање всушност на крвта. Еден ист волумен треба да се пројде низ тој тесен отвор. Точно така, да се протне и настануваат физиолошки всушност хемодинамски промени, турбуленција со
строењето на крвта повеќе не е мазно и гладко, не е така наречено ламинарно, туку е турбулентно и тоа дополнително уште повеќе ги повредува крвните садови, бидејќи таа кинетичка енергија кога се судира, кога се врти крвта, предизвикува уште дополнително поголемо оштетување на ендотелот уште повеќе страда. И сега зависно од тој баланс, бидејќи ова е всушност еден оксидативен процес, дали е толку изразен, што толку многу може да оштети таа интима медија, односно интимата, може да настане дури и нарушување на интегритетот на границата помеѓу луменот на крвниот сад и внатрешноста на крвниот сад. При тоа, доколку настане тоа нарушување на интегритетот или руптура на таа плака, во тој случај настанува активација на процесот на формирање на тромбоза. Се формира акутен тромб кој акутно може да го запуши крвниот сад или да се формираат мали тромбуси, микроемболуси, микротромби кои можат понатаму да патуваат да ги разнесуваат циркулацијата во таргет органот, односно во мозокот. И да дојде до мозочен удар. Да, апсолутно токму така, но може да настанат и други видови на промени во плаката внатре, да настане крварење, улцерации и така натака. Значи ни за компликации. Да. Кои се главните ризик фактори кои што може да доведат до стеснување на крвните садови, односно до стеноза? И веднаш ќе ги погледнеме во денешната Телма амбуланта. Тоа се пушењето, дебелината, седечкиот начин на живот, високиот крвен притисок, високиот холестерол, дијабетесот, возраста, генетиката, односно семејната историја на болести на крвните садови. Докторке, на прво место на оваа листа е пушењето. Зошто? Пушењето е катастрофална една навика која што има огромен број на патофизиолошки механизми со кои што ги оштетува крвните садови. Значи би требало една посебна емисија да направиме за тоа, дури и повеќе можеби, доколку сакаме да направиме целосен осврт што уствари представува, што всушност представува пушењето. Директно токсично за крвните садови, за овој ендотел кој веќе го напоменав на многу начини, меѓутоа и за мазните мускули кои што се они среден слој всушност на артериските крвни садови. Оној процес кој веќе го спомнав, оксидативен, пушењето со тие екстракти што се правени всушност од чадот од цигарите, на многу начини делуваат, но јас веќе го изведам како една резултанта. Крвните садови, односно ендотелот, јавуваат својата функција, која што е антитромбогена, антисептичка и која возможуваат вазорегулација, она вазорелаксација, која е индикатор за виталноста на крвните садови. Пушењето директно влијае на многу кратни механизми за нарушување на овој процес за вазорелаксација. Тоа го обавува преку инхибиција на синтеза на ензимот кој што доведува до создавање на азотниот моноксид. Азотниот моноксид е супстанца која што ендотелот ја лачи и која што во обилни количини може да обезбеди таа активност, еластичност на крвните садови и тие во даден момент да се шират или да се стеснуваат. Значи, всушност се нарушува еластичноста на крвните садови. Токму така. И се зголемува крутоста на крвниот сад. Меѓутоа, кога крвниот сад ја губи оваа еластичност, фактички станува основа, тоа станува основа за процес на забрзана атеросклероза. И многу често, не само каротидните артерии, особено кај пушачите, големите крвни садови ги гледаме, односно аортата, асцендентната аорта, најпочетен дел од сегментот на аортата кој излегува срцето и абдоминалната аорта. И класично кај мажи пушачи над одредена возраст, например над 60 години, многу често забележуваме патолошки промени како интензивни калцификати. Калцификатите се знак на старење. Значи тоа е некоја low grade, низок степен на инфламација која што обично завршува со депонирање на калциум или калцификација. Тие калцификати се поединечни, дифузни, а во дадени ситуации, сепак секој организам е индивидуален, се случува и нарушување на ѕидот на структурата внатре во абдоминалната аорта, па таа патолошки се менува, се проширува и настанува дилатација или проширување или пак аневризма која што знаеме нели дека е високо ризична и која треба да се санкционира, да се оперира. Останатите ризик фактори до сега многу пати сме ги коментирале. Тоа се ризик фактори поврзани со многу други болести. Затоа треба да се внимава на стилот на живеењето. Да не сакате да искоментирате нешто конкретно? Ќе потенцирам само дека од моето искуство можам да кажам дека високиот и нетретираниот крвен притисок е најагресивниот фактор за старење на крвните садови, не само на каротидите, туку и на срцевите, коронарните крвни садови. И многу често нели ми помага во дијагнозата ретроградна, нели да ги откривам, да трагам по тие ризик фактори за да можам да ги таргетирам, да ги лекувам правилно.
и новите сознанија, сега новите гајдлайнси се дека всушност постои покачен крвен притисок, но и висок крвен притисок. Односно артериска хипертензија, нели како е таблирана над 140 до 190 мм за систолен и диастолен, но и покачен крвен притисок кој што референциите се дека се движи меѓу 120 и 130. Така да доколку една особа има 125 мм за систолен крвен притисок, таа особа треба да ја обсервираме, да ја наблюдуваме поинтензивно, бидејќи веќе влегува во оние ризични, значи тој притисок не е оптимален. Се симнаа тие граници за покачен крвен притисок. Бидејќи доказите покажуваат дека покачениот крвен притисок е оној чист механички притисок кој што влијае на овој ендотел кој цело време зборувам, нели, за да настрада и за да ја оштети неговата улога и да ја намали неговата виталност и долгорочно всушност предизвикува крутост на крвните садови. Докторке, новозрастните лица може ли да очекуваме да имаат крвен притисок 120 со 80? Возрастните лица се исто така различни индивидуи со различни карактеристики. Например, јас имам пациенти кои во животот немале покачен крвен притисок и сега доаѓаат во онаа фаза заради нели немаат генетски склоности, немаат на возраст од 40 години луѓето што добиваат притисок, немаат дебелина, начин на живење, пушење и така натака. Меѓутоа на возраст од веќе над 60-65 години можеме да очекуваме заради таа природна крутост на крвните садови да се појави покачен крвен притисок. Индивидуално и кај овие луѓе можеме да инсистираме притисокот да биде околу 120 со 80, некои прифаќаат, не поднесуваат притисок од 140. Така лошо име. Но доколку имаме ние хипертоничари пациенти кои веќе се јавиле тие патофизиолошки механизми, секако дека нема да инсистираме на притисок кој е многу низок, бидејќи на таков начин одиме во таа Ј крива, каде што нели ниту премногу ниско не е добро и таму се случуваат инциденти. И всушност префузијата или она што треба крвта нели преку напојувањето низ коронарните крвни садови може да ги да намали напојувањето на мускулот на срцето и тоа нели или пак на мозокот, па се чувствуваат налагодно. Меѓутоа доколку имаме индивидуи кои немаат такви атеросклеротски интензивни нарушувања и тие физиолошки добро го поднесуваат понискиот притисок, а веќе примаат терапија, треба да целиме кон пооптимален притисок, да не се задоволуваме или да примаат 2 или 3 класи на лекови, а притисокот да биде 140-190, особено диастолниот крвен притисок. А што е со помладите лица кои што се чувствуваат добро, немаат никакви здравствени тегоби, притисокот се движи помеѓу 125 и 130, долниот 85-90. Треба често да доаѓаат и тие на прегледи да го мерат притисокот? Треба да се направи индивидуален скрининг. Бидејќи до сега тоа се сметаше за нормален притисок. Да, но еве ние ги гледаме, сведоци сме дека всушност науката се повеќе и повеќе ни дава информации, ни дава докази дека кардиоваскуларниот систем особено е многу нежен, многу осетлив во однос на покачениот крвен притисок, особено ако има некој плюс друг ризик на фактор, како што е нашето живење, ако немаме движење, ако живееме во стресни напнати услови. Треба да се мониторираат во смисла на тоа дали имаат фамилиарна предиспозиција, друг ризик фактори и дали прават се што е потребно да се прави за да се има добар начин на живење. Дали се активни, дали се подвижни, дали јадат храна дали конзумираат храна која што е богата со фибри, и да се направи еден базичен кардиолошки преглед всушност кај овие особи за да се види како функционира срцето. Може да се направи дополнително амбулаторно мерење на притисокот. Тоа значи да се носи холтер кој ќе ги прикаже мерењата надвор од амбуланта, бидејќи во амбуланта дозволуваме да е притисок од 140-190, меѓутоа во домашни услови не треба да биде повеќе од 130-180. Може во амбуланта да биде покачен, а во домашни услови да биде нормален крвниот притисок. Така, поради стравот од белиот мантил. Значи имаме бел мантил на што го зборуваме сега, бел мантил хипертензија. Напнатоста, непријатноста предизвикува едно чувство кое што не е нели постојано присутно кај пациентот. Доволно чекањето во ординацијата, нели? И изчекувањето. Па нели сите ние си носиме некакви стравови. Да. Што ќе ни кажат? Да, значи постојат луѓе кои навистина во амбуланта не сакаат да го мерат притисокот. Јас тоа им прифаќам, меѓутоа ми доставуваат мерења во домашни услови, бидејќи едноставно неприфатливо им е да го мерат притисокот, им предизвикува некаква панична состојба, но можна и друга комбинација. Можна во амбулантата да биде понизок, релаксирање. Тоа е маскирана хипертензија и затоа бидејќи со денешниве методи на инвестигации можеме навистина многу точно и прецизно да кажеме што се случува со срцето и крвните садови, мериме параметри, можеме и на магнет да ги направиме, пратиме пациентите, можеме навистина да уточниме дали има или нема проблем. Доколку имаме вакви недоразчистени ситуации,
на некој притисок кај 18-20 годишни особи да имаат 130 со 80 со 85, треба да направиме пазични прегледи. И само уште едно прашање во однос на крвниот притисок, колку пати дневно да се мери крвниот притисок во домашни услови? Понекогаш кардиолозите советуваат одредени пациенти да не претеруваат со мерењето на притисокот. Па што е оптимално? Колку пати и кога? Доколку имаме воспоставена нормотензија со терапија или на друг начин, без терапија со конзервативните мерки, доволно е еднаш во денот или на неколку дена. Меѓутоа, доколку воведуваме нова терапија, за да видиме ефикасноста на терапијата, подносливост и така натака, 2 пати во текот на денот со запишување, значи тоа е домашен мониторинг на притисокот. Значи се зависи кога. Ако имаме добар притисок, воспоставено може и еднаш неделно, да кажеме, меѓутоа пациентот да си ги познава симптомите на нерегулираниот притисок, да си го чувствува телото. Да не се претерува, да не се биде обсесивен нели во мерењето на притисокот, бидејќи тоа е сепак бројка и нормално во текот на едно мерење правилно треба да се измери притисокот, да се биде седнат, навален, да нема инклинација на горниот дел од телото према долниот дел, да не се седнува, да се мери притисок веднаш после стоечка положба, враќање од надвор или работење низ дома, да се телото да биде релаксирано 10 до 15 минути и да се измери, и тоа неколку пати на надлактицата со нели на овој сегмент од раката на надлактот, не на рачниот зглоб. Да, не. Тоа е, значи, бидејќи има апаратчиња што го мерат. Постои расстојание и радијалната артерија каде што треба да се измерат тие пулсации. Понекогаш кај луѓето има разлика, тие се помали, грацилни, скриени и можно е да се пропушти првиот почетниот тон. Да. И, значи затоа на надлактицата најдобро на левата или на десна рака? При прво мерење воспоставување нели на дијагноза дали има или нема, потребно на двете раце да се мерат. Да се мери крвниот притисок, бидејќи понекогаш може да постои асимптоматска стеноза, па таа да рефлектира понизок притисок и да не заведува дека всушност имаме нормален, а имаме висок притисок или имаме разлики во анатомијата. Дозволена е разлика од 10 мм живин столб. Значи за уточнување потребно е на двете раце да се мери притисокот и да се прифати едната или другата рака дека е референтна за мерење на притисокот. Така, значи 120 кон 80 е вредноста на крвниот притисок кон кој што треба да тежнееме, тоа е нормален крвен притисок. Да, тоа е оној оптимален крвен притисок. Продолжуваме понатаму. Колку често се јавува стенозата, односно стеснувањето на каротидните артерии на вратот? Дали тоа честа болест? Не е честа појава. Значи често да најдеме плаки, да најдеме нели она што е како билдап, како наслага на крвниот сад, како еден оток, како брденце на крвниот сад, здебелување на интима медија, меѓутоа стеноза како класична стеноза со нарушување на протокот е поретка, да кажеме, во споредба со коронарната артериска циркулација, но доколку најдеме стеснување на каротидите, обврзно размислуваме за потенцијалната поврзаност, асоциација со коронарна артериска болест. Значи не е често. Коронарна артериска болест тоа е всушност болест на крвните садови на срцето. Да. Коронарната артериска болест е стеснување или запушување оклузија, кое што се лекува со ширење на крвните садови, со дилатација или со стентирање како една метода. Значи, постои корелација помеѓу двете болести. Обично постои, не мора да значи, меѓутоа покажано е дека постои корелација и секогаш тоа не обврзува да размислуваме да провериме и коронарната циркулација. А дали ќе има пациентот некакви симптоми доколку дошло до стеноза на крвниот сад? На каротидите? На каротидите конкретно. Вообичаено стенозата е клинички нема. Тоа значи дека често пати ја наоѓаме како доколку нели не е руптурирана, доколку зборуваме не е комплицирана. Меѓутоа, симптомите на руптурирана, комплицирана стеноза се всушност инфаркт на мозокот, нели тоа е тромботечен настан, и кој што се манифестира со одземање на онаа страна која мозокот нели ја диригира, значи со одземеност, парализа на цела страна или само на рака или на нога, со нарушување во говорот, со нарушување слепило на едната страна. Меѓутоа може и со не толку типични симптоми како глобална конфузија, вртоглавица, главоболка. Нели се зависи од степенот од големината всушност на мозочниот удар. Тоа е всушност и многу важно да ние ги препознаеме оние каротидни стенози, онаа проблематика која можеме да ја спречиме, бидејќи имаме латентен период. Таа не настанува преку ноќ, плаката. Така што пациентот кога гледаме какви ризик фактори имаме, може особено еве кај пушачи или кај хипертоничари над одредена возраст, со фамилиарна семена историја за
коронарна болест, значи болест на крвните садови, на срцето или на каротидите или на нозете, со диабет особено, можеме да препорачаме ваква скрининг метода. Со тоа што можеме да направиме, доколку идентификуваме, треба да одредиме нели во колкав степен. Сприма студиите на АСЦЕД студијата од 2010 година, симптоматската стеноза над 70%, 70 до 99%, бидејќи 100% е запушување, односно оклузијата, а не смее да се третира. Значи, тие пациенти имаат најмногу бенефит. Но и тоа е релативно. Нели, се зависи кај пациентите, бидејќи некогаш анатомските карактеристики на стенозата и на артерискиот крвен сад на каротидата не може да фаворизираат интервенција, особено не стентирање. Споменавте, значи, симптоматска стеноза, односно е 70 до 99% стеснување. Да, стеснување. А што значи да биде блага? Блага стеноза значи, всушност стенозата може да биде блага, умерена или изразена. Добро. Благата стеноза е до 50%. Значи половина од крвниот стад да биде стеснат, така? И да, всушност ние можеме да имаме и 99% запушување, пациентот да биде асимптоматски. Да значи, рече се сосема да е затворен крвниот сад, а да нема никакви симптоми. Добро, нема да има вртоглавици, бидејќи има намален проток во мозокот на крв. Мозокот како орган од прв ред, својата циркулација обавува на еден специфичен начин кој ниеден друг орган го нема. Тоа значи дека постои систем на крвни садови на базата на черепот, односно на базата на мозокот, каде што предните каротиди заедно со вертебралните артерии, кои се задни нели артерии од циркулацијата на вратот, се здружуваат, даваат заеднички гранки и формираат систем од еден шестаголник од крвни садови, од кои произлегуваат гранки кои се движат и го напојуваат предниот, средниот и задниот дел од мозокот. Така што доколку настане една тотална оклузија на крвен сад, да речеме левата каротидна артерија, циркулацијата на оваа база ќе биде континуирана, бидејќи постоело време заради тоа постепено стеснување на крвниот сад и циркулацијата на крвните садови на базата на мозокот останала интактна, сочувана, бидејќи напојувањето продолжува контралатерално од другите страни. Проблемот е всушност не во намалената циркулација кај мозокот, туку во тие тромби кои може да настанат што може се откина, така, да настанат и да отидат во мозокот, да направат така, да запушат, да блокираат циркулација. Ние всушност тоа сакаме да го спречиме со скринингот, бидејќи доколку се случи таква руптура и одлета тромбот, нели, го запуши крвниот сад, настанува инфаркт, кој зависи од тоа колку на кој ниво го запушил крвниот сад, може да засегне поголем или помал крвен сад. И сега можам да се надоврзам на микротромби кои всушност се раствараат и предизвикуваат транзиторна искемична атака или минлив мозочен удар. Мини, да, така. Кога ќе се појават симптоми, потоа ќе се повлечат. Така е, значи не траат повеќе 24 часа и се класифицираат како транзиторна, минлив мозочен удар, минлива мозочна атака. Истите симптоми се губат кај пациентите како кај мозочен удар? Истите, но се губат. Значи, одземеноста на раката или отсуството на говорот, невозможност да разбира пациентот, меѓутоа не може да зборува, не може да формира, да артикулира. Тие симптоми исчезнуваат, меѓутоа овие пациенти се кандидати за, тоа е веќе еден сериозен жолт картон и се кандидати да се отстрани таа плака, бидејќи може да биде потенцијален извор за понатамошни тромботични настани. Така. И не само, да речеме, транзиторната искемична атака се смета дека не предизвикува последици, меѓутоа доколку се направи магнетна резонанца, одредени видови на магнет на мозокот, може да се утврди дека навистина настануваат перманентни оштетувања, кои мозокот може да ги компенсира, но сепак не се овие промени толку безазлени и треба навистина сериозно да се сватат и да им се приде во лекување на овозможување на една континуирана циркулација од страна на каротидата. Ќе ги вклучиме гледачите со нивни прашања во програма. Почитувани, од овој момент емисијата е контактна, телефонскиот број е испишан на екранот, можете да се јавите, да поставите прашање или да кажете некоја ваша дилема која што е поврзана со темата на која што говориме. Доктор Маја Шушлевска-Павковска, кардиолог, е гостинка во студиото на Телма. Таа ги разјаснува бројните наши прашања, но секако ќе одговори на сето она што вас ве интересира, е поврзано со здравието може докторки на срцето, на крвните садови, на целиот кардиоваскуларен систем да дадете одговор. Ние сега продолжуваме понатаму, онаму каде што запревме, значи изборувавме за начинот на третирање, но јас ќе се навратам уште малку на диагностиката. Можете ли да забележите дали некој пациент има проблеми со каротидните артерии само со употреба на стетоскоп? Дали
врз основа на шумовите што се слушаат во овој дел на вратот, можете да процените има ли или нема проблем? Секако. Бидејќи доколку тоа го допушта конфигурацијата на вратот, секако доколку се поповршно поставени каротидите. Еве како изгледаат всушност каротидите, така? Да, значи ова е доплерот на каротиди. Така. Значи, она турбуленција што сме напоменавме заради стеснување на луменот на каротидите го предизвикува шум, предизвикува буткање на крвта и тоа е звучен феномен кој ние секако дека треба да користиме како лекари слушалката и да слушнеме дали го слушаме тој звучен феномен или не го слушаме. Единствено нешто е што некогаш нели артеријата е повисоко поставена, бифуркацијата, тоа се тие анатомски варијации или подлабоко главното стебло. Значи, од анатомски причини некогаш не можеме да се ослониме. Но меѓутоа, доколку слушаме пулсации, го слушаме звукот и не слушаме шумови, во голем процент можеме да кажеме дека нема стеснување. Дали има плака, тоа мораме да го расчистиме со помош на Доплер методата. И уште нешто сакам само да се надоврзам на претходно што го зборувавме, е дека може да имаме и блага стеноза, меѓутоа да е таа од така наречена мека плака, soft lipid, значи масна плака, значи настанало брзо натоложување на масни материи и таа е многу ранлива, подложна заради тие пулсации на крвните садови кои се континуирани на прскање. Значи таа не е затврстата, не е стврдната плака созреана, која што би било очекувано со помош на терапија, нели да го постигнеме, не е стабилизирана плака и оваа плака, мека плака, дури 20-30% може да изгуби својот интегритет и да активира процес на тромбоз. Така што, навистина е индивидуален пристапот и можеме да имаме пациенти кои се асимптоматски, да имаат висока стеноза, но доколку им направиме магнетна резонанца или компјутери, откриеме мини сајлент инфаркти, треба овие пациенти без разлика што нивното тело, нивниот мозок го компензирало сето тоа на нозе, да речеме, потребно е да направиме правилна евалуација и да ги третираме тие каротиди, доколку тоа ни е покажано со помош на сите испитувања. Имаме гледачи, ќе им дадеме предност да ги слушнеме нивните прашања. Добар ден за првиот од нив. Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Ве слушаме одлично, повелете. Ве молам, сакам да ве прашам, како може да се врши прецизно ситуацијата на каротидите? Да се сними или како се тоа прави? Значи, како прецизно да се открие состојбата во која што се наоѓаат каротидите? Точно. Кој преглед е најдобар? Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Вие веќе нешто навистивте, но што е најдобро? Доплер, навистина еве да речеме докторке, со ехо преглед. Ќе се видили секогаш? Не секогаш, бидејќи кај некои пациенти вратот не ни дозволува да имаме широк, краток врат, куз врат, значи на една одредена возраст, бидејќи ова е почесто проблематика на повозрастната популација над 60-65 години, кога веќе имаме и промени во морфолошки промени во телото, па тогаш понекогаш и крвните садови се извијугани, значи тортуозни, затоа што покачениот крвен притисок ги минува и не можеме точно да ги локализираме, меѓутоа тоа е поретко. Во најголем број на случаи можеме со васкуларен доплер да го прикажеме протокот, да видиме внатрешноста на крвните садови, дали имаме плаки, да ги категоризираме, дали тие плаки се меки, односно вулнерабилни, ранливи, склони на руптура или се стврднати, калцифицирани, дали се исклучително калцифицирани, нели, и да го измериме протокот. Доколку протокот окажува на висок степен на стеноза, имаме една екстензивна, значи поголем степен нарушување на циркулацијата на таа страна, можеме да дополниме со компјутер КТ ангиографија на каротидите и интрацеребралните крвни садови, значи да ги отсликаме. КТ е компјутерска томографија, така? Компјутерска каротидографија, да, на крвните садови. Значи, магнетна резонанца ќе даде одговори? Ќе даде и магнетната резонанца одговори во смисол на тоа што имаме пациенти повторно повозрастни како што имаме нарушување на бубрежната функција, па контрастот кој што се користи би бил токсичен за нивните бубрези и во тој случај се прави магнетна резонанца, реконструкција на протокот каде што не се користи контрастот. Без контрастен, всушност. Значи постојат начини на кои што ние можеме да стигнеме до целта, да го отсликаме крвното стебло од самото срце, од аортата нагоре кон каротидите и да видиме каде имаме проблем, за да можеме тој проблем правилно да го лекуваме. Дали треба да го лекуваме и како правилно да го лекуваме. Значи не е неопходно ендоскопски, односно да се влезе преку крвниот сад за да се провери состојбата на каротидите. Тоа не е неопходно. Тоа е инвазивна метода и таа би се користела
Доколку се прави коронарна ангиографија, па докторот сака да ги проследи и каротидите, нели бидејќи е краток акт, всушност не трае многу долго време. Искусните интервентни кардиолози, значи лесно ги мапираат излазиштата на крвните садови и може да ги отсликаат каротидите, но рутински и само изолирана каротидографија не се прави бидејќи е инвазивна метода. Така, значи еден едноставен преглед како што ехото може да даде одговор во каква состојба се. Тоа е всушност основа за испитување, се се користи секаде во светот како на почетни испитувања за утврдување дали постои проблем со каротидите или не. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Поздрав. Поздрав и до вас. Повелете. Прекрасно изложување на докторката, секоја чест. Ви благодарам. Едно прашање имам до докторката. 79 годишна возраст има, сум на 79 годишна, блок на лева граната на срце имам. И сега правев контрола на каротидите пред година и пол. Ме интересира, кратко да бидам, ме интересира на колку време се прави прегледот на каротидите и дали аспиринот кој што ми е даден во терапија покрај Ксалекс и Бипресо треба да го земам бескрајно, затоа што слушнав дека аспирин, од еден доктор на телевизија, дека аспиринот може да прави проблеми на крвавење на желудникот, бидејќи јас имам проблем со киселините, пијам на упаза. Поздрав и убав ден. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторке. Значи, прашањето е практично Одлично добро прашање, така. Да. Пациентката кажа, гледачката се извинувам, кажа дека има блок на лева гранка, и кажа дека е направен доплер на каротиди, но не кажа дали има наот на каротидите. Дали се уште на линија? Ако е на линија можеме да допрашаме. Не? Добро. Во секој случај, доколку има промена, доколку има патолошка промена, во тој случај да, аспиринот е навистина протективен и во понево време ацетилсалицилна киселина од 75 мг, а не од 100 мг е сосема ефикасна според новите студии. Знаеме дека и во светот се користат нешто пониски дози од 80 беби аспирин 81 мг. Инаку точно е дека аспиринот може да биде агресивен за нашата желудочна слузница и секогаш правиме кост-бенефит рацио. Од една страна може да биде штетен, меѓутоа од страна тој ја чува продноста на крвните садови и на коронарните и на каротидните. Но не се препорачува како примарна превенција. Тоа значи дека не секоја особа според одредени, например возраст или покачен крвен притисок треба да прима аспирин, туку индивидуално спрема утврдени промени на крвните садови. И тоа не само аспирин, туку во дадена ситуација може се дадат и два антиагрегациони лекови кои ги спречуваат слепувањето на тромбоцитите и тоа е постапка која се спроведува кога се третираат крвните садови со байпас или со стентови, например. Така што повторно индивидуализирано. Особено кај возрастните луѓе, не сакаме да даваме и покрај тоа што се возрастни, доколку немаат промени кои бараат. Ако немаат изразени плаки кои покажуваат знаци или на рунење, на почетокот што спомнав дека може да има мека плака или дифузно долги плаки, има 80 и нешто години, меѓутоа има диабет и гледаме нерегуларности, гледаме и промени во однесувањето понекогаш кај пациентите, когнитивни нарушувања, намалување на мозочната функција. Во тој случај, доколку нема контраиндикации, апсолутно можеме да даваме аспирин. Колку време може да се зема? Може доживотно може да се зема, само да не направи проблем кој е навистина сериозен, затоа што ерозивните гастрити или дифузни крварења може да направат проблем кај овие пациенти и да ги доведат во многу несакана состојба, каде што треба да се прави гастроскопија, па да се дава крв, па доколку настане улкус, нели, чир, крваречки, тој може да биде витално загрозувачки. Во тој случај пациентите, еви пациентката, гледачката спомна дека е заштитена со инхибитори на протонската пумпа, тоа се лекови кои намалуваат секреција на желудичната киселина, за да може да се елиминира еден фактор кој би довел до влошување на состојбата, предиспозиции кон создавање всушност нови компликации, како чир во желудник. Дали со лековите, односно со медикаментозната терапија, може да се постигне главната цел да се спречи понатамошното напредување на стенозата, односно на стеснувањето на каротидните артерии? Може, но морам да потенцирам дека лековите се партнери на нашето однесување. Значи, ние не можеме да продолжиме со истата агресија со која што сме стигнале до тој момент. Значи, мори промени во животниот стил? Апсолутно, тие се на прво место. Значи, не можам доволно да потенцирам дека лековите можеби не се толку моќни,
колку што се моќни, колку што е моќна, меѓутоа се зависи нели индивидуално во која ситуација. Лековите како што се статините, таа тема е доста често елаборирана и претпоставам дека и гледачите се запознаени, се навистина лекови кои дури ги промениле всушност исходите од овие студии кои на почеток ги напомена во однос на третманот. Значи многу од пациентите, многу од луѓето нема да стигнат до реваскуларизација со навремена примена на статинска терапија, бидејќи оваа инфламација која што е претходник. Статините се земаат, да појасниме, за намалување на холестеролот во крвта. На маснотиите во крвта, но не само бројчано, нели да се намали холестеролот, туку тие директно влијаат и на инфламаторниот потенцијал на таа плака која што ние ќе утврдиме на каротидите, на аортата, на крвните садови на нозете или на коронарните крвни садови. Значи тие лекови се даваат и за стабилизација на таа плака, на тој атером. Па таму, нели, ако ние утврдиме предиспозиции кон атером кај некоја особа, дадеме на време статинска терапија, ние спречуваме развој на атероми. Значи не стигаме до степен да треба да се третираат. Меѓутоа, доколку има основа за третман, со статините, со статинската терапија е докажано дека дури може потенцијално да настане и намалување на плакот. Но не би шпекулирала сега во однос на тоа толку многу. Покажани се некои студии во одредени. Сепак тоа се студии кои таргетираат одредена популација, имаат свои ограничувања, така натака, така да тоа да не го сваќаме здраво за годова, дека можеме да земаме статини и да направиме чуда. Да. Апсолутно треба да се живее нормално. Значи без премногу стресови, со нормален опсек на движење, со нормална исхрана, со регулирање на телесна тежина, без пушење, секако крвниот притисок, артериската хипертензија да се третира навистина ригорозно. Уште едно прашање во однос на статините. Некои луѓе се плашат да ги земаат поради нус ефектите што може да ги предизвикаат. Секој со право се плаши од било кој медикамент. Медикаментите, повторно ќе кажам дека имаат кост бенефит рација, имаат добра, но имаат лоша страна. Сите ние нели знаеме дека не треба да земаме одредени лекови, но еве аспиринот е еден од најстарите лекови, а се уште е чудесен лек кој возможува континуирана циркулација, бидејќи онаму каде што се сопнуваат, да речеме, тромбоцитите низ стеснинки, тој возможува глаток проток на крвта и не ги чува органите. Но статините од своја страна, доколку ги даваме во премногу високи дози, неправилно, ние всушност за да препишеме одредени лекови, се водиме од одредени водичи кои што се базираат на докази. Тоа се значи огромни студии со многу докази во светот направени и во Европа и кои ни покажуваат дека одредени пациенти, групи на пациенти имаат ризик скорови. Например, ризик скор над 10% за морталитет од некаков кардиоваскуларен настан. Во такви околности кај диабетичар, например, или кај основна хиперхолестеролемија, на некоја возраст од 30, 35, 40 години, без придружни фактори, мудро е да почнеме да лекуваме, но сепак индивидуално да процениме кои се ризиците и дали се сме направиле пред да го примениме лекот. Бидејќи статините делуваат на мускулите, делуваат и на метаболизмот на црниот дроб, па од друга страна, од една страна намалуваат масноти, меѓутоа од друга страна инхибираат синтеза на некои од нашите антиоксиданси, како што е коензим Q10. Па во тој респираторен ланец митохондрите, еве да ги спомнам митохондријалното здравје, значи како антибиотиците, како нестероидните антиревматици, така и статините е покажано дека не влијаат добро на интегритетот на нашите митохондрии, всушност нашите митохондрии даваат енергија. Да, ги имаме секаде. Ги имаме во мозокот, ги имаме во срцевиот мускул, во црниот дроб, во мускулите и ние сакаме да се грижиме за митохондрите, затоа земаме антиоксиданси, затоа се движиме, внимаваме на храната. Земаме суплементи, нели, се тоа што го правиме во смисол на подобрување на нашето здравје, меѓутоа мораме да направиме проценка дали статините се неопходни или не. Јас навистина не сакам многу често да давам статини, но кога е неопходно, тогаш мора да се зема, да се презентирам овие информации на пациентите, бидејќи ако имате вирна плака на каротидите, воопшто не е добро да го ставите пациентот, дури и да има, еви тоа да го потенцирам, дури да има нормален холестерол, бидејќи оној лош холестерол, LDL, кој горната граница му е 3,5 милимоли на литар, кај оние пациенти кои немаат, значи хиперхолестеролемија, настанала атероматоза, атером плака, која што не ни се допаѓа, нели, не сакаме да чекаме да ја мониторираме. Во тој случај таргет вредност на лошиот холестерол треба да биде понисок, треба да биде под 2. Кај акутен коронарен синдром, крвните садови на срцето. Значи пациенти кои што имаат нормален холестерол, всушност треба да примаат лекови за да го намалат уште повеќе. И тоа таргет вредност е 1,5 милимоли
Кај... Еве решивте таа дилема зошто со нормален холестерол понекогаш одредени пациенти треба да примаат ваква терапија, бидејќи не им е јасно, велат нормален ми холестеролот, ми препишаа вакви лекови. Докторке, кога ќе забележите стеноза на одреден има гледач. Ќе продолжиме понатаму со моето прашање, да му дадеме предност на гледачот. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден. Ве слушаме одлично, повелете. Јас ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот. Значи звукот на телевизорот намалите го на минимум. Можете дури да го исклучите. Да го следите разговорот преку слушалка. Добар ден. Повелете. Ме слушате? Одлично. Повелете. Јас сакам да прашам, имам нормален притисок. Притисокот ми е низок, секој ми е 90 или 100 со 80, али пулсот ми е качен. Ми се качува пулсот. Имате некој подпрашање? А тоа ми се качува, така и имам установено, бидејќи имам херпес зостер на левата страна. И пијам пропраманол кога ми се каче пулсот. Колку ви е пулсот? Друго прашање сакам да... Колку ви е пулсот, колку се качува? Па се качува над 100. Над 100, добро. 105, 110 може и повеќе да се качи. Добро. И тоа некој пат од чиста мира. И сега за тоа примам јас само пропраманол кога ми се качи. И морам да го мерам почесто или со апарат или така на рака, ама повеќе со апарат го мерам, за да се напијам апча. Некој пат кога работам, некоја работа не ми се качува, некој пат ми се качува. Дали се заморува кога се движи? Дали се заморувате кога се движите? Не, јас сум многу вителна, јас одам, пешачам, не се заморувам. И друго прашање ми е, јас имам вени попуштени и тоа ми се случи откако примав вакцина, од втората вакцина, и ми даде, бев на трансфузиологија, ми дадоа флебалбен од 1000 да пијам. А друго имам исто така и за... Молим? Имате ли проблем со тироидната жлезда? Не. Немате. Тоа имам Со тоа немате мака, добро. Немам мака. Сега другото прашање ми е, имам правено магнетна резонанса на главата. Добро. И таму ми дадоа да слаба циркулација на мозокот, ми дадоа озоне да пијам. Што? Како рековте? Што ви дадоа? Озоне. Озоне, некаков лек. Добро. Не знаете генеричко име, предпоставувам. Добро. Во ред. И сега предпоставувам дека тука имате прашање што би требало да се направи за да се подобри вашата состојба здравствена. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторке. Има отворено доста аспекти оваа состојба. Возраста сама по себе носи одредени ризици. Пулсот кој спонтано се качува над 100 треба да биде проценет дали е ритмичен или не е ритмичен, бидејќи склоноста кон аритмии расте со возраста. Секако дека треба да се направи преци базична општа крвна слика да се утврди дали има анемија или не. И доколку сето тоа е во ред, треба да се направи нормално и ехо на срце за да се види од таму да не потикне, бидејќи на таа возраст може да се јават одредени валвуларни проблеми. Доколку се е во ред, тогаш подобра опција би било верапамил отколку пропранолол. Најверојатно, или пак да се свати дека кај пациентката постои тој дисбаланс помеѓу симпатикус и парасимпатикус, каде што симпатикус доминира и нели ги потенцира сигурно чувствата, емоциите го зголемуваат? Не, тоа е внатрешен вегетативниот систем кој што одредени причини кај одредени особи, меѓутоа тоа типично е за помлади луѓе карактеристично. Значи доминира активноста на симпатикус кога треба срцето да работи побрзо и појако. Значи многу непознаници има во прашањето за да можам да одговорам нели конкретно. Треба да се направи лекарски преглед и дефинитивно да се отстрани ризикот од аритмија. Така, ние продолжуваме понатаму кога зборуваме за стенозите, дали секоја поголема стеноза е кандидат за хируршко или пак интервентно лекување, односно за ставање на стент или пак да се влезе во крвниот сат и да се отстранат плаките? Постојат преклопувања во однос на ставовите, дали треба или не треба, еве да речеме како една апсолутна релативно апсолутен критериум е од над 70% симптоматска стеноза
треба да се третира. Значи Доколку дава симптоми, да, а оние доколку кои не ќе дава? кажавме, доколку не дава, значи правило е на избор, бидејќи постојат контрадикторности, например кај мажи има повеќе бенефит отколку кај жени. Од друга страна имате ризик за стентирање, например, дали има фаворизирачка анатомија. Дали анатомијата дозволува? Да, дали вие можете да влезете со катетерот интервентниот кардиолог без да направи повреда на претходното ткиво, дали има доволен сегмент кој што може да го таргетира, па дали има кривини, тортуозност околу тој дел и така натака. Но она што е непријатно и треба да се размисли за интервенција која што фаворизираат светскиве водичи за каротиди, повеќе васкуларна хирургија отколку стентирање. Стентирањето е резервирано повеќе за пациентите кои не се кандидати за општата анестезија, значи од други причини каде што не може да се направи васкуларна хирургија. Со васкуларната хирургија се отстранува плакот? Да, се отвара артеријата и тоа може да се направи во регионална анестезија, значи не мора воопшто пациентот да оди во општа анестезија. Се отстранува, се зачистува, нели, повторно се шие, дали истиот зид или се става печ и се реконструира всушност крвниот сад. Меѓутоа, ова е сепак, како што споменав, резервирано за оние пациенти кои имаат симптоми. Оние пациенти кои немаат симптоми, тие се следат и ги гледаме всушност бенефитите на статинската интензивираната статинска терапија. Со тоа всушност, на тоа всушност мислев кога претходно спомнав дека се ревидираат ставовите од студиите од кои признале овие податоци, кога е добро, значи кога е корисно за пациентот да се подложи на инвазивна процедура наспроти конзервативната терапија. Но имат ли ризици овие интервенции, да речеме чистењето на плакот, може ли пак да се откине парченце од плакот и да заврши во мозокот? Точно така, и затоа се всушност дизајнирани такви процедури каде што има протекција на емболусот, значи се става како амбрела чадор, кој за време на работењето се или кога се влегува со катетер се пластира стент, пред него треба да се постави протективно делче, девајс, апаратче, кое што треба тие откинати делчиња да ги собере, да ги спречи да отпатуваат кон мозокот и да го започне. Значи, ова се всушност процедури кои се резервирани за центри кои имаат големо искуство и кои што ги имаат овие модалитети по претходна правилна селекција. Значи, правилната селекција е клучна. Да, значи, ние сега мораме да имаме нели ориентир дали е таа високоризична стеноза, дали е мека плака, дали е фаворизирачка анатомијата и дали мозокот настрадал или не настрадал. По правилно проценување, тогаш или мораме да направиме и компјутерска ангиографија на крвните садови, да отсликаме дали всушност делот што е после плаката во интракранијалниот дел, кој ние не можеме да го видиме со доплер, со ехо, дали тој ќе има бенефит, или може постојат пациенти кои има анатомски варијации, таа грацилна артерија. И вие да ја отворите таа артерија, да ја отвори интервентниот кардиолог или васкуларниот хирург, таа циркулација не ви допринесува толку многу. Она на почетокот што спомнав дека мозокот има свој систем на континуирано напојување од повеќе страни. Значи, дали вие вреди да го излажувате пациентот на такви процедури, а да отворите една артерија која е грацилна и која не учествува толку многу во циркулацијата. Значи, затоа е потребно детално да се опишат крвните садови со помош на методиве, на васкуларниот доплер и на компјутер или на магнетна ангиографија, за да може да се донесе неизбрзана и правилна одлука. Докторке, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Ви благодарам на вас за поканата. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Следете наредовно во редовниот термин на емисијата, 12 часот и 45 минути, секако секој работен ден на Телма. Ви посакувам пријатен ден.